почитувани, Зоран Заев прокоцка цела година во лаги и манипулации дека Македонија добила датум за преговори. Еве што велеше Заев цела година, еве како убедуваше на секаде, еве како говореше од собраниската говорница. Доколку е скрининг процес погледнеме видеото. На 17 јули овде во Македонија. Тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори. Доказ е дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Овие два аргументи се сериозни аргументи дека Македонија доби датум за почеток на преговори. И за оваа работа работела и поранешната влада предводена од ВМРО ДПМН, и поранешни влади предводени од Социјалдемократскиот сојуз, и конечно треба да се израдуваме заради тоа што добивме датум. Ете, почитувани, ова видео е од 2 јули 2018 година, обраќање на Зоран Заев во собранието пред пратениците. Значи, пред за малку една година, вели скрининг процесот Европската Унија го почнува на 17 јули 2018 година, овде во Македонија, Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија за да утврдува датум за преговори. Овие два аргументи се сериозна потврда дека Република Македонија доби датум за почеток на преговори. Еве не, сега една година подоцна, Зоран Заев вели добил најдобар извештај до сега. Кристално чист, како што милува да споредува, ама повторно го чека Советот, оној што никогаш нели немало да се навраќа на Република Македонија за да определува датум, и го чека да се наврати Советот и да определи датум за почеток на преговори. Односно, да каже дали Заев испорачал реформи за да добие датум за преговори. И повторно Заев навлегува во нови лаги. Дека ова бил најдобриот извештај, а лани нели беше најдобар и беше добиен датум заради тој извештај. И сега чека повторно Европската Унија да му испорача, нели лани му испорачало. А Советот и лани порача дека ќе се наврати на Македонија за да ги провери реформите и Заев тоа и тогаш и сега го знаеше. И повторно ништо не сработи. Замислете, Зоран Заев сега денеска убедува дека Европската Унија треба да му испорача. Заев во својата самозалюбеност, во самооблескањето, во само кристалот вели Германија, Меркел требала да му испорача тоа што му го ветила. Почитувани, Зоран Заев и неговите лаги се срам и од ден на ден нанесуваат се поголема штета на Република Македонија. Зоран Заев наместо да работи на реформи на економијата, на реформи во судството, на безбедносниот систем, на борбата со корупцијата и справувањето со корупцијата во власта, во системот, тој натаму е убеден дека и натаму лаже дека со неговото прифаќање на грчкиот ултиматум против македонската посебност, историја, култура, идентитет преточени во Преспанскиот договор, со години ќе го фалат и нема потреба ништо повеќе да преземе или да сработи. Епа не е така. Грчкото негирање, да, беше огромен проблем и за тоа неколку пати поставуваше блокади на македонските евроатлантски интеграции, но сега се проблем немањето реформи, неработењето на власта, корупцијата и економскиот колапс. Почитувани, Зоран Заев го обвинува Берлин дека Меркел не давала датум за преговори. Замислете, Меркел не застанала спроти економскиот систем на Германија, на германските стопанственици, на оние кои што ја држат европската економија, кои што дадоа и оценија 0 на перформансите на Заевата влада. Замислете, Меркел не сакала да даде датум и со тоа да им порача на другите држави, аспиранти за членство во Европската Унија, терете си вие во криминогеност, во корупција, во криминал, во скандали со распределба на државниот буџет, во даночна евазија, во партизација на администрацијата, а ние ќе ви дадеме датум. Тоа би значило давањето датум на ваква власт на Зоран Заев. За жал на македонските граѓани кои што повторно изгубија уште една година со Зоран Заев. Почитувани, навистина е жално граѓаните, македонските граѓани, сите граѓани во Република Македонија да останат во чекалната затоа што Зоран Заев е убеден дека може да менува фиктивна Нобелова награда за датум за преговори. Жално е што Македонија нема да отпочне преговори заради погубните политики на Зоран Заев. Зоране Заев, времето ти измина,
не создавај дополнителни проблеми на Република Македонија, замини си, не одземај иднината на граѓаните, престани со лагите и обвинувањата на други. Игрите и лагите, капацитетот ти е прочитан и дома и надвор. Колку подолго си на власт, толку подолу ја туркаш Република Македонија. Ви благодарам на вниманието, повелете со прашање. Дали воопшто имате денеска координација со властот за продолжувањето на оваа седница и што според вас се клучните моменти од ова законско решение кој се спори? Можам да кажам дека е добро, доколку одложувањето на оваа седница е во насока на креирање можност за вистинска дебата и вклучување на опозицијата во насока на креирање на добар закон за попис. Воспротивно, доколку има други намери, скриени намери власта со одложувањето на оваа седница, апсолутно остануваме на ставовите посочени вчера на пресконференција, а ќе ги повторам. Тоа е дека Зоран Заев повторно ја продолжува таа своја практика на трговија со највисоките национални државни интереси само за што подолго да се задржи на властот, на власта. Повторно шверцерски во кратко време се обидува да протне еден многу важен закон за Република Македонија, тоа е законот за попис, му стави и европско знаменце, ги скратува дискусиите, трга можноста за вистинска аргументација за суштински работи од кои што зависат бројни процеси во Република Македонија, а тоа покажува тенденција за носење на закон изработен вон стандарди на Евростат и на релевантните меѓународни институции. Ке повторам дека во насока на тоа доколку власта продолжи да турка вакво законско решение без да бидат слушнати аргументите и разменети аргументите со опозицијата, без да биде вклучена ВМРО ДПМН во изработка на еден ваков законски текст, без да се остави доволно време за вклучување во една вистинска расправа, тогаш постои можност да се спроведе попис без учество на ВМРО ДПМН на истиот. Законскиот текст, колку што знам, веќе ви открием колку што знам, во петокот беше доставен до собранието, веќе во понеделникот беше ставен за денеска, наутро беше ставен на собраниска комисија за европски прашања, нели со европско знаменце, што представува скратување на роковите. Она што е главна точка е дека во изработка на овој законски текст не учествуваше ВМРО ДПМН, што е еден сериозен минус за еден ваков важен текст, како што реков, што има своји импликации во бројни процеси во државата. Од тука, правење и изработка на закон, ставање брза процедура во собранието, туркање само преку викенд, нели во петокот по плането стигнат во собрание, во понеделникот веќе на собраниска седница, не остава доволно простор за да се заземат вистински ставови кон еден ваков законски предлог, законски текст, да се види и што е спорно и каде може да се подобри, и тоа е главната причина. Значи, нема точно определени моменти, има моменти кои што велат дека на шверцерски начин е изработен текст, особено ако знаеме дека во јавноста на неколку пати се крева да не речам тензии помеѓу партиите, особено оние коалицијските во власта, за тоа што би требало да содржи пописот, а што не. ВМРО ДПМН е принципијално, искрено и работи токму во таа насока на законите, позитивните закони во Република Македонија, кои што треба да важат подеднакво за сите, колку што е познато, почесниот председател испратил нотарски акт кој што вели дека се повлекува од
пратеничката функција, така што ќе делуваме согласно законите. Ви благодарам.